Здраво, јас сум Горан Теменогов, а вие го гледате подкастот Каде се парите со мене, Горан Теменогов. Значи, целото име и презиме што се вика на овој подкаст е Каде се парите со Горан Теменогов. Знаете дека обработуваме пред се економски теми, но не бегаме ни од политика, но денеска дефинитивно ќе посветиме внимание на нешто што е многу важно, многу интересно и многу есенцијално за функционирање на државата, а тоа се даноците. Гледаме деновиве дека владата се фали дека успеала да ги зголеми наплатата на даноците, се фали исто така дека царините се зголемиле односно наплатата на царинските давачки и едноставно дека тргнале работите на подобро во однос на претходниот период. Тоа на прв поглед така изгледа, бидејќи онаа кога ќе се види извршувањето на буџетот за првите 8 месеци, бројките одат во корис на тврдењето на владата, но во еден сегмент не е баш така, а тоа е во делот на данокот на личен доход, каде што според онаа идеална пресметка колку би требало да се собере, некаде околу 3% поени е пониско собирањето. И сега да видиме, ќе видиме во овој подкаст дали тоа има некаква поврзаност со тоа што се намалува и нето платата, односно нето и бруто платата во изминативе 2 месеца, но тоа ќе го разговараме со кого, ако не со првиот даночник, со господјата Елена Петрова. Добро дојдовте. Добар ден и ви благодарам за поканата да учествувам на вашиот подкаст. Да, знаете, ја најавив малце за собирањето на даноците, но нема да биде тоа единствена тема, бидејќи има многу важни теми кои што тангираат, буквално сите не тангираат нас како граѓани и како фирми. Например, ќе зборуваме за е-фактурата, до каде е тоа, за повратот на данокот на додадена вредност на компаниите, долгот што го имаат физички и правни лица кон управата за јавни приходи, тоа што се со децении дури некои должат кон управата за јавни приходи си функционираат на тој список и ништо не се презема да ги отстранат, односно или да се наплатат или да се избришат од тој список. Значи ќе зборуваме малце и за некои афери што беа поврзани со вработени во управата за јавни приходи, како Синџир, нафта, па имаше и една друга афера сега в деновиве, да видиме до каде е и тоа. Значи тоа се актуелни теми и за нив да не должам многу, за нив ќе зборуваме, ќе објасниме, и ве повикувам да го гледате подкастот затоа што планирам да биде појасно за се што е важно околу даноците, да има ова да биде место каде што ќе можете да дојдете и да ви стане јасно. Да не должам, како што реков, уште. Првин ќе почнеме со оноа што го забележав како пониско наплата на данокот на личен доход. Дали има потфрлање во првите 8 месеци или се во рамките на планирањето, бидејќи кога ќе се види информациите од Министерството за финансии за извршување на буџетот, 63%, а идеално би било некаде околу 66% наплата. Па, еве одма ќе ве демантирам. Добро. И тоа со аргументи дека нема никакво потфрлање во наплатата на данокот на личен доход во однос на планираното, туку напротив, наплатата оди, како што би рекле by the book, токму според планираната динамика. Еве прво со бројките, значи годишниот план за данокот на личен доход е 513 милиони евра. Меѓутоа, во текот на годината не можеме да имаме рамномерна наплата во текот на секој месец, значи тоа е теоретски да имаме секој месец наплата по 8,33% од годишниот план и ние тој годишен план го делиме по месеци, бидејќи секој месец има своји сезонски влијанија, може да има и други специфики кои што влијаат и тргнувајќи од историските трендови наназад во УЈП годишниот план го делиме по месеци, па така кај данокот на личен доход според месечните планови за 2024 година најмала наплата се очекувала или е планирана за месец јануари, најголема наплата е планирана за месец декември, а во другите месеци исто така немаме еднакви износи, туку според, како што реков, најмногу според историските тенденции во претходните години е распределена наплатата. И јас имам понови податоци, заклучно со 30 септември. Да, значи, ќе треба да излезат на 25 октомври за септември. Министерството тогаш го објавува, така што јас ги немам тие податоци. Значи, овие се податоци од УЈП. Планот, според овака поделената месечна динамика за периодот јануари 30 септември изнесувал 361 милиони евра. И тоа гледано во однос на годишниот план е 70%, а ако одиме по на теоретски проекција 8,33% месечно би требало да биде 75%, но не е така, бидејќи
поголем износ за наплата е планиран за последниот квартал од годината. И остварената наплата е скоро идентична, значи со остварената наплата имаме реализација од 70,5% од годишниот план, значи толку е мала разликата во евра што повеќе бија искажала во денари. Планот за јануари-септември 2024 година изнесува 22 милиарди 218 милиони денари, а наплатата е 22 милиарди 251 милиони денари, односно наплатено е 33 милиони денари повеќе од Значи нема потврдување. Не, Нема апсолутно. Бидејќи еве кај данокот на додадена вредност гледам дека идеално е наплатата, иако и таму има од месец до месец одстапување, на пример секогаш летните месеци се малце послаби од одредени причини. На пример кај данокот на додадена вредност е буквално идеално 66,72%. Јас зборувам од 1 до 8 месец, значи заклучно со август. Така што тука е идеално, значи овде сепак нема од планот одстапување. Кај данокот има надфрлање или тука е исто така во рамките на предвиденото со ребалансот на буџетот? Значи износите се во рамките на предвиденото со ребалансот на буџетот. Може би мало имаше одстапување кај данокот на добивка, но сосема мало и незначително, и затоа и ги затегнавме значи работите, да речем, во УЈП, да видиме каде се треба да се затегне наплатата на данокот на добивка и таа мала разлика да ја надоместиме сега во последниот квартал. А не на добивка, се извинам, на данокот на додадена вредност. Да, значи ви спомнав кај ДДВ е окей, кај данокот на добивка сосема минимално Јас гледам, таму има 68% кај данокот на добивка сте наплатиле за првите 8 месеци. Добро, ние го гледаме и расчленето. Расчленето, годишен даночен биланс, месечни аконтации и според тоа, значи си ги правиме внатрешните анализи. Јас одам по документ што мене ми е достапен, вие ги имате бројките, затоа и сте тука за да одговорите подетално. И плюс вие гледате до 8 месец, јас гледам со 9 месец. До 9 месец. Она исто така што е интересно, многу често го пишуваме на pari.com.mk, јас многу го сакам да го употребувам во текстови, а тоа е колку имаме, колку се пријавуваат МПИН, за да појасниме за гледачите, тоа е она у суштина пресметките за исплата на бруто плата, и тоа се однесува на јавниот и на приватниот сектор, односно колку легално плата има во државава исплатено, бидејќи Државниот завод за статистика, кој што исто така прави пресметки, кај него може да влегуваат и оние нелегалните преку анкетата што ја прават преку Државниот завод за статистика. Овде зборуваме за легално исплатени плати што поминуваат преку управата за јавни приходи. Какви се бројките, се зголемува ли бројот на плати во приватниот сектор или се намалува, бидејќи имаше тенденција на намалување на плати во приватниот сектор, и како стои во јавната администрација бројот на платите, се намалува, се зголемува? Ги имате ли тие бројки извадено? Повеќе ги гледав бројките на вкупна основа. Значи, кога се договаравме за подкастот, баш во насока на тоа дали има одредени пореметувања во поднесувањето и плаќањето на МПИН пресметките, разгледав една подолга временска серија на МПИН пресметки, очекувани, значи колку фирми требало да поднесат, за колку вработени, поднесени, платени во законски рок, платени со задоцнување, неплатени, неподнесени. И можам да ви кажам дека она што го покажуваат бројките водат кон заклучокот дека нема помало исплаќање на плати, туку напротив, еве еден долг период се задржува една иста тенденција во поглед на поднесувањето и исплаќањето на платите, и тоа исто така може да го подкрепиме со бројки, со податоци. Генерално, значи, ако гледаме еден месец, колку во тој месец, од колку фирми очекуваме во тој месец да поднесат МПИН пресметки, за колку вработени, ако тоа го споредиме со претходниот месец, секогаш има определена разлика, определен број повеќе или помалку од кои очекуваме да бидат исплатено плати, но тие разлики се многу минимални, помалку и од 1%, дори 0,2%, 0,4%, значи се задржува тенденцијата на таа бројка на фирми и број на вработени за кои треба да се исплаќаат плати. Ако ги гледаме како некако очекувани, туку сега од тие очекувани колку се поднесени и платени, и тука тенденцијата генерално е иста, значи генерално
во законскиот рок до 15 следниот месец и со задоцнување до следната пресметка 88% од компаниите ги исплаќаат платите на своите вработени. Останатите 12% се такви што ги исплаќаат платите, веќе значи навлегуваат во доцнење со 2 или повеќе плати. Значи тие кога им доспева обврската за нова плата, тие веќе имаат претходно неисплатена плата. И јас имав и одредени објави на социјалните мрежи, на Facebook, баш на Фейсбукот на УЈП, некои просеци за 2024 година, дека еве вака, значи во законски рок во просек плата имаат исплатено 83.200 работодавачи на 555.400 вработени, значи секој месец, тоа се просечни бројки. Тие се најздравите компании во суштина во државата. Так, а не исплаќаат плата во законски рок во просек 22.200 работодавачи на 69.900 вработени секој месец. И во главном оние што остануваат неисплатени, и тоа е интересно, се фирми со помал број вработени. Човек фирми или до 10 вработени и така. Колку има што не добиваат плата, што не се исплаќаат воопшто, не со задоцнување, што имате ли бројка таква? Па да, имам, само не ги носам, значи сега бројките, да, ги имаме тие бројки колку се, значи тие плати што остануваат неисплатени и после веќе кога ќе доспее следната плата, колку остануваат неисплатени. Сега доаѓаме, зборувавме сега за прибирањето на даноците, вие сте задоволни, владата е задоволна собирањето на даноците, пред се задоволни и на данокот на додадена вредност, но гледаме со ребалансот на буџетот дека се скратени ДДВ-то, помалце треба да се собере од првичното предвидување со основниот буџет, тоа е за некаде околу 2,2 милиарди денари. Значи, како го коментирате ова намалување, бидејќи минатата влада и покрај укажувањата на новинарите, на економистите, на стручните лица дека преоптимистички го гледа проектирањето на прибирањето на данокот на додадена вредност, кој е у суштина основниот данок преку кој што се финансира државата, дека е пренадувано сето тоа, сепак одеше со многу високи проценти, па лани мислам некаде во јули имаше потврлање од 120 милиона евра за 7 месеци. Како го гледате тоа? Ова сметате дека ќе го исполните овие 78 милиарди и дека се реални? Па еве видовме нели дека до сега остварувањето на планот оди со планираната динамика и тоа дава нели простор да веруваме дека можеме да го постигнеме тој план, но исто така и особено сега пред крајот на годината и по воспоставувањето на сите нови, да речам, раководни структури внатре во УЈП, ги засиливме сите мерки што се однесуваат на стрикно постапување по даночниот календар и собирање на даноците, значи за да не пропуштиме никаква активност што интерно треба да ја направиме, а што се однесува на собирањето на даноците. Инаку просторот за задоволство од наплатата навистина постои, бидејќи имаме навистина значително зголемување во однос на наплатата во истиот период од минатата година. Значи, по основ на трите даноци, ДДВ, данок на добивка, данок на личен доход и социјалните придонеси во периодот јули-септември собрани се 1 милиарда и 31 милиони евра, што е за 163 милиони евра повеќе од истиот период во минатата година, и тоа нема никаква врска со проекциите во минатата година, тоа е навистина реалната наплата. Значи, кај даноците повеќе се наплатени 119 милиони евра, значи сме собрале колку лани плюс повеќе од 1/4 е разликата во однос на ланскиот износ, и кај придонесите исто така имаме 44 милиони евра повеќе од истиот период минатата година. Се поставува едно друго прашање, вообичаено е, сега ова е во доменот на политиката, но генерално тоа ни се повторува во секој изборни циклуси, пред избори опаѓа наплатата на даноците, бидејќи државата се откажува од репресивните мерки и казнувања за да не го разжестува гласачкото тело. Тоа е вообичаено пред секој изборен циклус и многу е вообичаено
вообичаено после избори, а тоа сме сега, значи веќе 100 и нешто дена сме, да се затекне природно да се почнат да плаќаат и да не одбегнуваат од обврските. Но само да напоменам дека влегуваме во нов изборен циклус нареднава година на локални избори. Ќе има ли олеснување повторно паѓање на приходите или цврсто сте решени да ја затегнете политиката, бидејќи во овие 100 дена не гледаме дека се зајакна фискализацијата, дека работите на репресивни мерки, односно да покажете, ајде да кажеме, решеност и сила да спроведете поголема даночна наплата, туку некако како природно се дојде само со промената на власт. Не би рекла дека е така. Добро. Дека дошло само со промената на власта. Напротив, значи, можеби тоа повеќе го следат даночните обврзници, па затоа нели не се достапни тие информации. Ние веќе започнавме со одредена промена на пристапите со кои што ја управуваме даночната дисциплина. И тука секако не се само репресивните мерки, значи туку имаме и проактивни мерки, со кои што проактивно однапред влијаеме на свеста на даночните обврзници. Дојде времето за плаќање на обврската, должни сте да ја платите обврската точно, на време, и тоа го правиме на разни начини, и оние објави на социјални медиуми, состаноци со бизнис, представници од бизнис заедница, сметководители, некои мини кампањи, персонализирани пораки исто така, на каде што ќе забележиме нека одредени обврзници имаат историјат на доцнење во плаќањето на даноците или во поднесувањето на пријавите, им праќаме персонализирани потсетници и така натаму, и се тоа се проактивни мерки со кои што ние даночните обврзници знаат, ете, управата е тука, не следи, треба да си ја исполниме даночната обврска. Потоа доаѓаат на ред она што ги викате репресивните мерки, мерките кои што се однесуваат на спроведување на сите законски овластувања на УЈП, и тука исто така веќе мислам дека веќе е подигната свеста и во управата дека основен принцип на постапување ни представува принципот на брзо идентификување и брзо реагирање таму каде што има одстапување. Значи веднаш започнуваат мерките за неподнесени пријави, погрешни пријави, за доцнети плаќања и така натаму. Значи воспоставивме даночен календар кој што ги покрива сите функции, работниот процес да тече, значи каде што завршува една функција, веднаш да почне друга функција со своите постапки, и во делот на контролите, значи почнавме со еден друг пристап во селекцијата за контроли, вкрстување на податоци, за да ги насочуваме на контролите таму каде што имаме идентификација на вистина дека постојат ризици, дека може да има помалку или неточно пресметани и платени даноци, значи за да не создаваме товар на сите компании, едноставно нашите ресурси да се користат ефективно. Сега вие собирате даноци и сте задоволни од тоа како го собирате. Гледаме и дека сте задоволни како одговараат ни компаниите и граѓаните со плаќање, но дел од компаниите се незадоволни од вас, од управата, од Министерството за финансии, затоа што обвинуваат дека повторно се доцни со повратот на данокот на додадена вредност. Се сеќаваме на едно не така далечно минато, околу 2009 година, кога исто така владата на ВМРО ДПМН долго време негираше дека должи на компаниите поврат на ДДВ, па после тоа да се појават на пресконференција пред сите комори, да соопштат дека долгот е некаде околу 150 милиона евра и да добијат стоички овации дека ќе бил вратен парите што се на компаниите. Овациите беа од страна на стопанските комори. Дали ќе ни се повтори тоа повторно, бидејќи гледаме дека вие во традиција во минативе 7 години, традиција како на влада на ВМРО ДПМН, бидејќи во минативе 7 години, на пример, тоа не се поставуваше како прашање, како доцнење на повратот на ДДВ. Што може да очекуваат компаниите? И зошто се доцни и колку се доцни? Значи, ајде вака во однос на тоа што може да очекуваат, а после дали и колку се доцни. Значи, никако нема да има неосновано закочување и доцнење на повратот, но никако нема да има ниту некое стихино реализирање на сите побарувања. И напротив, планираме да воведеме некои промени во процесот на
повратот на ДДВ, кои треба претходно да ги разработиме, да ги видиме најдобрите практики во другите земји, можностите за имплементација кај нас, да се консолидираме со Министерството за финансии, но тие промени, мислам, веќе ги знаеме во која насока би можеле да одат. Тоа се сепак промени кои ќе обезбедат една поголема сигурност и известност за компаниите, особено за оние кои што не се ризични, кои што точно навремено си го пријавуваат и повратот, ќе стават одредени бариери за тие што се ризични, а истовремено ќе има поголема заштита и на буџетските приходи. Така да некое намерно за доцнување и слично не може да стане збор, или намерно закочување на повратот, туку напротив промени кои што ќе бидат за доброто на сите. И на ги враќате ли парите? Сега има ли поврат? Повратот тече континуирано и во периодот, пак ќе речем, од 1 јули, откако јас сум дојдена на директорската позиција, имаме реализирано поврат од 118 милиони евра. Тоа е динамична материја, значи има уште одобрен поврат кој сега се подготвува да се достави на реализација, и сега би сакала да се вратам на прашањето за доцнењето во реализацијата и да кажам дека бројките покажуваат дека доцнење во реализацијата на повратот ние имаме од претходно. И тоа сега пак ќе ви го потврдам со аргументи. Значи, со состојба на 31 август имаме 1,7 милиарди денари поврат, или нешто над 27 милиони евра поврат кој што е доспеан во претходните години, 2020, 2021, 2022, 2023 и во 2024 се до со пријавите за месец мај, кој што не бил ниту одобрен, ниту реализиран претходно. Значи над 27 милиони евра. Понатаму, ако ја гледаме реализацијата само во 2024, да не се враќаме во претходните години. Значи, она што доспеало за поврат во првите 6 месеци од јануари до јуни изнесува 288 милиони евра, а во истиот период е реализиран поврат од 326 милиони евра. Зошто е реализиран повеќе отколку што е доспеан? Затоа што не бил реализиран навреме кога доспеал за враќање, односно претходно е реализиран повратот со задоцнување, од претходно се влечел, оставено е со состојба на 36 или 1 јули уште неодобрен и нереализиран поврат од претходни 5 години, и ние сега ги обработуваме и тие побарувања и ги обработуваме и тековните пријави. А со тековните има ли доцнења? Доцните ли од 1 јули, дали се враќат или бидејќи она што не го упати како порака министерката за финансии, дека она ги гледа сите побарувања и што се доспеани и се врши контрола на сите компании што бараат поврат на ДДВ, да се види дали се реални или не се реални. Значи, и јас кажав дека нема веќе така по-стихино и по-лежерно враќање на повратот на ДДВ, и ние исто така воведовме едно темелно проверување и темелен пристап на сите побарувања, и тие што ги застекнавме од претходниот период и од новите пријави што достасуваат во сега од месец мај наваму. Значи, зошто имаше потреба во тоа? Значи, до сега во УЈП некако прво не достасуваше еден централен мониторинг и ја немаше големата слика. Значи, кога дојдов, нема назначени луѓе во генерална дирекција кои се занимаваат со повратот на ДДВ, со тоа што доаѓа од регионалните дирекции треба да се пушти во Министерство за финансии. Не беше позната големата слика, а бројките покажуваат дека ние исто така со години наназад имаме така наречен негативен даночен ефект. Значи, кога ќе ги ставиме на куп сумарните податоци од сите ДДВ пријави и ќе ги споредиме пријавените долгови за плаќање за еден месец со пријавените побарувања, излегува дека ние имаме повеќе побарувања отколку што имаме долгови, што не е логично за една економија. Во економијата треба да се создава додадена вредност и на неа да се плаќа данок на додадена вредност. Некои компании ќе побаруваат, некои имаат обврски за плаќање, на крајот сумата треба да биде повеќе обврски за плаќање. Значи, прво една таа нелогичност која ја покажуваат самите податоци и која сега ние во тек на анализа, значи треба да детектираме во кои дејности, во кои региони, зошто се појавува сето тоа. Но сето тоа го
сите овие состојби, значи што споменав, непостоењето на централизиран мониторинг, големата слика, негативниот даночен ефект не наведува на тоа и секако случаи што нели во јавноста познати со измами и така натаму не наведува на тоа дека треба да имаме потемелен преглед на пријавите. И можам да кажам дека еве и тие анализи што почнавме да ги вршиме, исто така и практично укажуваат кај компаниите што сме ги издвоиле дека треба да бидат дополнително контролирани, дека има такви состојби. Например, има компании кои што излезниот промет не им соодветствува на влезниот промет. Имаат постојано влезови, а немаат соодветен излезен промет, имаат повеќе расходи отколку приходи и така натаму да не Време должи. е за првата пауза за нашите поддржувачи на подкастов, но само уште едно да ве прашам околу повратот на ДДВ. Дали имате бројка колку има побарување, на пример од 1 јули најново, од 1 јули до сега побарување за поврат на ДДВ, а колку е исплатено, значи ново, ново настанато. Значи бројка сигурно имаме, само што јас со мене ја носам само бројката на исплатено од 1 јули 118 милиони 118 евра. од 1 јули, а неа имате колку е доспеало усуштено. Да. Да. Добро, тоа ќе ве замолам после подкастов да ми ја дадете таа бројка, баш да видиме у суштина од ваше време што се вика овие 100 дена, колку уште не се обработува, не се исплатени, односно колку разгледувате, би било убаво на pari.com.mk да ја прочитате таа информација. Значи време е за првата пауза, па се враќаме малце со аферите, ги начнавме дека се исплаќало од ДДВ, па има луѓе од УЈ поучествувано во афери, па се апсени и сето тоа, но за тоа во вториот дел од подкастов. Втор дел од подкастот, втор дел од трите дела што ќе ги имаме, веќе зборувавме за наплатата на даноците, зборувавме за МПИНот колку се продуцира, се е било во границите на очекуваното и на нормалното, на стандардното што се вика. Зборувавме уште за повратот на данокот на додадена вредност. Нашата соговорничка, тоа е директорката на управата за јавни приходи Елена Петрова, ни кажа дека од кога е на функцијата се исплатени кон стопанството, се вратени кон стопанството 118 милиона евра, но ни остана должна за една информација која што ќе ви обезбедиме за да ја прочитате на pari.com.mk, а тоа е колку у суштина се разгледуваат во моментот вакви барања, за да знаеме колку е вкупната сума, но сега ќе одиме на нешто што го начнавме веќе во разговорот, а тоа е дека дел од вработените во управата за јавни приходи се веќе уапсени со мерки за предострожност, за внимателност поточно, значи се имаат обвиненија, тоа е познатиот случај Синџир, кој што имаше веќе нагодувања со некои личности што се дел од таа афера со јавното обвинителство, па тој таа афера, односно тој случај е надограден со Синџир 2, со нови лица, но се инволвирани личности кои што се позиционирани, високо позиционирани беа во раководството, не во структурите на УЈП. Може ли да ни кажете првина до кои се сознанијата и дали сериозна штета се направи на управата за јавни приходи, бидејќи не беа тоа ниските ешалони, оние инспектори, даночни инспектори или вработени во УЈП што се по канцеларии, туку луѓе што организирале даночен процес, односно били задолжени да го спроведуваат оданочувањето во државава. Видете, во врска со тоа, значи луѓето прво не се уапсени, туку се во некакви предистражни мерки во кои што има наредба, нели, да бидат оддалечени од соодветните предмети. И случајот сега е во предистрага, значи си го водат истражните органи и навистина се што се барало како податокот и информација од УЈП и пред да дојдам јас и по моето доаѓање се е доставено до обвинителството, понатаму постапката тие си ја водат, кога ќе заврши, мислам тогаш ќе можеме, нели, да кажеме и кој колку
сноси одговорност, кој има одговорност, колкава е штетата. Значи, постапката не ја води УЈП, колку си ја водат истражните органи. Но се поставува едно прашање, ова е случај на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Во суштина се да работи за тоа дека вработени во УЈП возможувале незаконско обогатење, односно ја наштетиле на државата, не прибирале данок, некои фирми се офајдиле од тоа и тоа се 15 на 20 лица се осомничени за дека учествувале во целава оваа работа, но бидејќи станува збор на дворешна истрага, се поставува прашањето има ли УЈП внатрешни ресурси или поставеност да може самата да детектира вакви проблеми. Како внатрешна контрола. Знам дека царината внатрешна контрола има некаде од 2005 година воспоставена од тогашниот директор Џанго, мислам министер за внатрешни работи Љубомир Михајловски, попознат како Џанго. Он ја воспостави внатрешната контрола и многу строго ја постави и ги ловеше сите цариници со патроли, мобилни патроли и сето тоа. Дали има управата за јавни приходи сама да може да детектира вакви, ајде да речеме, криминали? Значи, во УЈП постојат внатрешни организациони единица за внатрешна ревизија која ги преиспитува процедурите за работа, значи дали процедурите обезбедуваат значи заштита од грешки, внатрешни контроли, заштита на документите и така натаму, и има единица за професионални стандарди која што исто така треба да преиспитува дали по основ на поднесени представки и слично за вработените, дали има непрофесионално и незаконско постапување, меѓутоа сигурно дека треба да се јакнат и понатаму капацитетите на тие делови во УЈП за да може да се детектираат пропустите во внатрешното работење, но во едно она што е многу битно да се знае дека УЈП треба и на друг начин да го затегне внатрешното работење, особено имајќи во предвид дека УЈП работи со масовни податоци, значи ние имаме многу податоци од разни видови даночни пријави, плаќања, барања и така натаму, а истовремено работи речиси без алатки и технологии. Технологиите со кои што работи се многу застарени, работните процеси во најголем дел се мануелни, и во еден таков обем на работа некогаш е и тешко да се разграничи што е битно, што е небитно, што е ризично, што не е ризично. Службениците се оптоварени со обемот на работа, тоа што треба да го испроцесуираат во некој рок, а не со суштината. И значи за решавање на ваквите состојби во УЈП, значи на еден суштински и систематски начин, клуч е автоматизацијата и дигитализацијата. Значи тука треба да се автоматизираат и самите процеси да не даваат, автоматските процеси да не даваат можност за субјективно делување, а доколку нема автоматизација, значи широк е просторот и за ненамерни, но и за намерни Значи, грешки. зборуваме за основна работа во 2024 во 21 век, зборуваме за автоматизација на процеси во време на дигитална ера, каде што веќе одиме со чекори во развивање на вештачка интелигенција, која што ни помага, буквално почнува да ни помага за преработата, ние збориме за автоматизирање на процеси. Така, тоа е вистината, значи дека во УЈП се работи со фрагментирани системи, IT системите се фрагментирани, податоците се фрагментирани по различни системи, работните процеси, има голем број работни процеси што уште течат мануелно, но затоа еве сега, значи сме во завршна фаза на изготвување на програма за дигитализација и час поскоро ќе започнеме со еден тој процес на дигитализација и автоматизација на работните процеси, значи не само дигитализација која ќе биде наменета кон даночните обврзници, кон можностите тие да си ги исполнуваат даночните обврски или системите преку кои тие поднесуваат до УЈП, токму за внатрешните процеси во УЈП. Значи процесите кои што ќе ги обработуваат пријавите, точно ќе ги прокнижуваат обврските на едно место, не по разни системи, кои што ќе
даваат семафорчиња црвено, жолто, зелено во однос на тоа на детектирани ризици. Но, ќе се вратам на основното прашање, ова е 21 век 2024 година, вие сте во управата за приходи повеќе од деценија, веќе долго време сте таму работите. Сега ќе ви ваше лично мислење, ќе ве прашам, зошто не е дигитализирано и не е направено повеќе? Не зборувам сега во минативе 7 години, зошто не е и претходно, бидејќи дигитализацијата на овие системи е 30-40 години на запад, е многу порано, почнато е 70-тите, 80-тите години и се развива после 90-тите. Еве ние да доцнеме 10, 15, 20 години, еве да сме почнале на почетокот на 2000-та година, но ние доцнеме еве скоро 2,5 децении според земја во развој, што сме еве 25 години доцниме. Дали има политичка позадина да се држи управната за јавни приходи вака фрагментирана, за да може едноставно да се прават алаш вериш некои математики, за да не може да се воспостави вистинска контрола? Што мислите, зошто не е почнато дигитализацијата еве во 2000-те години? Значи, она што можам да го кажам, првите системи се воспоставуваа некаде 2000-та година со воведувањето на ДДВ, првите внатрешни системи, воведувањето на ДДВ и после тоа наредните години следните, кога престана постоењето на Заводот за платен промет, па се префрлија дел од тие надлежности во УЈП некаде до кај 2004 година и после тоа се даде фокус на системите за даночните обврзници, значи нели се правеше системот даноци, МПН-от за поднесување на пресметките на плата, персонален, системот за фискализација и така натаму и цело време се става во втор план системите за внатрешното работење. Но држи и место за размислување и ова што го наведувате вие, еве ќе напоменам, значи има некои софтвер што треба да направи автоматизација на некој мал дел од процесите, работните процеси за пребивање, кој што со години, 7-8 години стои изготвен, а не е ставен во функција, значи постои некој внатрешен отпор да се премине од рачното работење на автоматско работење и тука нема, значи, една здрава одлука, некој што ќе пресече, ќе каже дека тоа мора да функционира така, туку постојано нели се потпаѓа под некои дали да не знам што да кажам, се одлага имплементацијата на еден таков систем, но дали вие ќе пресечете? Обавезно, задолжително. До кога може да се очекува да се подстегнат овие работи и да се автоматизира процесот? Значи јас не сакам да дозволам луѓе да се занимаваат во ова време со рутински работи и со дуплицирани процеси, едни исти рутински работи да ги прават во регионална дирекција, во генерална дирекција, на 3 места едни исти работи да се прават. Мислам дека сигурно во текот на вториот квартал во 2025 година овој софтвер треба повторно треба да се препровери, можеби треба некаде да се прилагоди и сменети се, да речеме, образците на даночни пријави и слично, да се истестира и ќе се стави во функција, без оглед на тоа што паралелно ќе си тече онаа програма за дигитализација на УЈП, за која што дел се финансира и од средства од Светска банка. Да не останеме должни за едно прашање, многу се експлоатираше една афера пред изборието, значи зборувам од ВМРО ДПМН, а тоа е аферата за компании кои што работат со нафта, дека побарале од поврат на ДДВ да им биде вратено, но немале основа за сето тоа, па менувала собственици, па имаше основано сомневање за криминал, беше обвинета вашата претходничка Сања Лукаревска, дека она учествува во сето тоа, дека не можело тоа да се случува без нејзино знаење, но остана за јавноста за круцијалниот одговор, а тоа е дали кон овие компании што се обиделе за да сторат криминал или го сториле, тоа не знаеме се уште, се исплатени пари од буџетот на Република Македонија. Дали у суштина има трансфер на пари и успеале во својата намера за измама на системот? Кон една компанија е исплатен поврат, без контрола, службено одобрен, а има компанија кон која што е направена контрола и со контролата не е одобрена исплатата, туку направено е задолжување, меѓутоа и тој долг се уште не е платен. Ама не е платен и тука е запрено кога е стана.
Има ли вина во според вас кај вашата претходничка во сево ова или бидејќи гледаме дека тука ровареле и други личности што правеле алаш вериш, на пример, аферата Синџир и се така? Значи, тука треба да ја докомплетираме документацијата. Се работи за 3 компании, како што кажавте, нели, со менување на собственици, нерезиденти, тоа се некои организирани шеми што во последниве години се применети, кои што преку фалсификувани фактури, фалсификувани компании, значи правеле злоупотреби на повратот на ДДВ. Значи, започнати се делови од даночната постапка не се завршени кај 2 компании, значи побарано е меѓународна правна помош од друга даночна администрација за да се овозможи уредна достава на актите на фирма каде што имаме нерезидент како основач. Имаме управен спор за една компанија и по завршување на сите тие работи ќе се поднесе кривична пријава од УЈП, бидејќи значи УЈП има и законска обврска и надлежност не само да соработува со истражните органи, туку и секогаш кога ќе наидеме на дело за кое што постои нели такво сомнение дека се сторени, дека е казниво дело, значи сами да поднесеме кривична пријава. Наоѓате ли вина кај вашата претходничка? Значи тоа после ќе си го кажат органите кои што ќе ја водат истрагата во целост. Добро, доаѓаме до сега до едно многу важно прашање кое што сме го зборувале веќе во оваа студио и пред изборите, но и после изборите. Значи, министерката за финансии беше само од кога стапи на функција 9 часа отстапување на функција, дојде во подкастов да каже што ќе функционира како министерка за финансии и едно од прашањата до нејзе, но исто така и во предизборието што зборувавме со добар дел од стопанствениците беше воведувањето на е-фактурата. Ајде сега е-фактура за многумина звучи познато, но дефинитивно не е баш најасно. Првин да појасниме на сите што не следат, оваа е-фактура ќе важи за скоро сите компании, мали, средни, големи компании. Значи ќе бидат опфатени, значи ќе треба да ќе биде голем процес, можеби на ниво на воведување на бруто плата. Значи не е тоа така едноставно, колку што знам СДСМ претходната влада се обидуваше да ја воведе, но се одоговлекуваше и не успеа да ја воведат, иако имаше програми, планови. Ајде првин кога се очекувате да биде функционална и како ќе биде изведено, бидејќи постојат различни мислења во јавноста како сето тоа ќе се изведе? Па ние сме во последни подготовки, значи веќе до крајот на наредниот месец да ја почнеме постапката на јавна набавка за набавка на софтверот за е-фактура, значи веќе ги разгледуваме тие технички, уште еднаш крајните разгледувања на техничките спецификации, имаме дури соработка или консултации со надворешни страни во поглед на целиот тој процес, така што планираме, значи, наскоро да започне постапката за јавна набавка на софтвер, да започне имплементацијата на софтверот. Кога ќе започне, нели ќе си имаме јавна објава, точно со рокови како ќе тече процесот, но генерално планирано е во текот на 2025 година во одреден период да започне системот да влезе во фаза на тестирање, да можат компаниите да го тестираат и официјалната примена да биде од 2026 година, 1.1.2026 година, и тука не само не е ова нели чисто само некакви наши размислувања и планови, тука сме врзани исто така со добиени средства од кредит од Светска банка, од каде што ќе биде набавена опремата, хардверот, значи за да можеме да ги повлечеме тие средства во планираните рокови, сега ни доспеваат роковите за да ја започнеме јавната набавка за софтвер. Сега доаѓаме до онаа прашање што како ќе изгледа сето тоа, бидејќи реков дека ќе биде тоа обемен процес. Дали компаниите ќе треба да набавуваат нови софтвери, дали ќе треба да менуваат начинот на изготвување на фактури, ќе треба да се прилагодуваат на новиот софтвер, па тоа малце потешко оди, немаат сите компании капацитет тоа да го изведат, знаење немаат, значи едноставно како ќе биде изведено сето тоа? Па е вака да го појасна моделот како ќе функционира на кратко. Значи сега фактурата
што се применува сега, фактура е комерцијален документ, а преку системот е-фактура ќе зборуваме за фактурата и како комерцијален и како даночен документ, значи таа во е-фактура во иднина треба после воведувањето и нели откако ќе биде со сигурност втемелена, ќе функционира да речеме безпрекорно, колку што е можно, ќе ја замени и ДДВ пријавата и со тоа значи е-фактурата е всушност и комерцијален документ во трговијата, а истовремено и даночен документ за она што треба да се пријави во УЈП како данок и како реализиран промет. И нормално даночен долг, даночно побарување за враќање. Ќе има можност компаниите, продавачите да ја поднесат фактурата да ја изготват, односно е-фактурата на 3 начини. Првиот начин ќе биде со можност да пристапат на веб апликација која ќе ја подготви УЈП, значи да работат онлайн и да изготват на веб апликација која би била во принцип како сегашната апликација е персонален, каде што ги пријавуваат исплатите на сите видови примања, нели кога исплаќаат по договор за дело, за купнини и така натаму, се закачуваат на веб апликација на УЈП е персонален и ќе има таква веб апликација. И сите фактури што ги работи компанијата во моментот, ги работи во компјутерот и вие ги добивате во реално време кога ќе стиснат ентер, мислам сето тоа. Значи се што работи нема да има веќе хартиено, ништо нема да има на друг начин. Дозволете, значи тоа го прави продавачот. Тоа е едниот начин, онлайн. Вториот начин е можности офлайн со клиентски софтвер, како што се прават платите, значи не мора да биде прикачен на интернет, ќе ја подготви во клиентски софтвер, па после само се прикачува на интернет и ја доставува, ја праќа во УЈП. И третиот начин е со поврзување систем со систем, системот на УЈП со системот на даночниот обврзник, значи тука е со некаков сервис и тоа веројатно ќе го користат поголемите компании кои што ќе можат да направат своите системи, ќе можат да ги поврзат со системот на УЈП и тука исто така кога веќе спомнав поголеми компании и големи корисници, значи размислувано и соодветно ќе биде организирано и доставувањето на кога треба да доставуваат е-фактури компании големи како Телеком, како комунални претпријатија кои генерираат голем број на фактури, значи и тоа ќе го поддржува системот, тоа праќање до системот на УЈП да оди во пакети. Откако така подготвениот документ ќе дојде во системот на УЈП, значи тој треба да биде пропишан, изготвен во една стандардизирана електронска форма. Таа форма ќе обезбедува системот на УЈП и ќе биде сигурен документ кој што ќе треба да има дигитален потпис од овластено лице од страна на компанијата. Секоја компанија значи ќе си има едно и повеќе овластени лица, значи зависно од тоа колку има продажни објекти од кои што ќе изготвува фактури, кои што со дигитален потпис треба да ја потпишат фактурата и за да влезе во системот на УЈП и ќе се прават тие проверки потребни, дали ги има тие пропишани елементи и слично. И УЈП ќе ја верифицира фактурата со доделување на број и QR код. Со тоа таа се враќа назад кај продавачот и интенцијата е да се овозможи понатаму, значи фактурата во таков формат УЈП да ја постави и во електронското сандаче на купувачот, кога ќе се бидат надградени системите на УЈП за да има електронско сандаче на купувачот, а во прво време фактурата ќе биде доставена на продавачот, ќе се врати од системот на УЈП во формат кој што ќе му биде погоден, било да ја достави електронски до купувачот или да ја испечати и да ја достави во хартиена форма, меѓутоа ќе има можност и да си ја достави електронски од својот систем. А преку QR кодот што ќе биде аплициран од системот на УЈП на фактурата, ќе може да се излечат автоматски податоците за книжење во сметководството и на двете страни, и кај продавачот и кај купувачот. Така да сега е-фактурата, освен што станува и даночен документ, многу ќе го олесни и работењето на компаниите. Ова што го зборувавте последниот дел, у суштина е за големиве компании. Знам дека имаше проблем, например, со Телеком, со Ева, на кои што даваат голем број на фактури, дека тука малце закочи целата работа и беше требаше да се најде решение за тој број на фактури за да може да се процесират. Веќе тоа се завршено. Да, тоа
ќе се биде овозможено преку достава на фактурите во пакети, меѓутоа и тоа, како да кажам, тука не се работи за, не знам, долги временски интервали, туку подесување на системот, чисто да може процесот да оди тековно. Да, бидејќи вие имате проблем со системот, многу често закочува кога ќе дојде го наплив на поднесување на пријави, ќе го решите ли тоа хардверот? Затоа алармираме на даночните обврзници дека рокот за поднесување на пријавите не е последниот ден. Обврската за поднесување, тоа се тие информации што сега ги доставуваме. Обврската за поднесување на ДДВ пријавата почнува на први во месецот, со завршување на претходниот месец. Не треба да го чекаат 25 во месецот за да ја поднесат ДДВ пријавата, и затоа ги подсетуваме. Значи да не се, кога ќе настане гужва во сообраќајот, сите чекаме. Така и тие чекаат да влезат во системот на УЈП, но ако поднесуваат тековно, не настануваат. Да се вратиме повторно малце на е-фактурата во делот на помалите компании. Сега гледам се го решиле проблемот со големите компании, што беше проблем, бидејќи стварно фактурираат 500.000 фактури имаат, например, доставуваат до нас граѓаните да платиме сметки и сето тоа. Но што правиме? Имаме 70.000 мали, средни, микрофирми што работат, издаваат фактури. Да им уште еднаш да појасниме, они ќе можат да се работат онлайн или офлайн, не треба да прилагодуваат ништо, ќе имаат клиентски софтвер кај што ќе може да се работат и да ги изготвуваат фактурите врз основа на тој клиентски софтвер. Да, значи тие имаат таа можност. Има некои компании, па и средни компании, што може би си имаат некои софтвери своји за генерирање на фактури. Значи, релативно едноставно треба да ќе биде тој процес на прилагодување на нивните софтвери. Ние имавме состаноци и со IT компании кои што ги работат тие софтвери на компаниите кои што се нивни корисници, нели, софтверите за генерирање на фактури. И тие IT компании работат, секоја IT компанија не работи софтвер за една компанија, работи за повеќе компании. Значи самите тие се изјаснија дека релативно едноставно ќе ги надградат своите софтвери, ќе ги прилагодат за да може да се поврзат, тоа што рековме, систем со системот на управата и да се Кој ќе го плати се ова? Ќе плаќаат фирмите? Токму тоа, затоа и кажав дека тие некои прилагодувања, една софтверска компанија ќе прави прилагодувања, а нејзини корисници се голем број на компании, така да трошокот ќе биде, фактички ќе биде споделен и во рамките на тие редовни одржувања, тие секако редовно им ги одржуваат софтверите на компаниите, и од друга страна да не заборавиме. И кога го имавме состанокот, значи, со IT компаниите, ние имаме од друга страна заштеда на трошоци со е-фактурата. Значи сите овие зголемени трошоци стојат наспроти, од друга страна, заштедата на трошоци во смисла на тоа нема тонери, нема печатари, нема хартии, нема трошоци за поштарина. Значи сите тие трошоци сега ќе бидат намалени. Сега дојдеме уште две клучни прашања што го начнавте ова, ќе има заштеда, но дали ќе ги терате компаниите и во хард копи нешто да чуваат, фактури, за да може да се проверува како доказ да биде, како ќе биде, бидејќи, например, како функционира матичен лекар со упат што ни даваат. Јас, иако мој термин ми закажува матичниот лекар, има во системот сум кај што одам кај на доктор, на друго, на специјалист, на субспецијалист, не е важно кај сум упатен, на спортска медицина или друго, одам таму, мене, иако закажано, тука на другата страна ме има во списокот и треба само да покажам матичен број дека сум тој и да влезам на преглед, вика не. Мораш да го имаш и упатот хард копи, да го видат таму, инаку ако ми дојде ФЗОМ контрола дека немам јас упат добиено од тебе, сето тоа ќе ме казнат. Ме разбирате што сакам да ви кажам? Дали ќе испрлите во потполност хартијата и кој ќе биде гарантот дека утре нема да има чепкање во фактурите, нема да има чепкање во овие документи? Значи, во однос на тоа дали како ќе може да се отчита фактурата преку QR кодот, значи ќе може да се отчита барем од страна на УЈП и инспекцијата и другите службеници доколку имаат потреба да ја проверат фактурата, сметководствата во поглед на книжењето преку QR кодот ги добиваат, ќе можат да ги отчитаат сите податоци
што се однесуваат на фактурата. Како што реков понатаму, следниот чекор по воведувањето на e-фактура со надградбата, односно со новите системи и автоматизацијата на процесите во УЈП, ќе се воведи електронско сандаче и фактурата УЈП треба да ја става во електронското сандаче на купувачот во таа втора фаза и со тоа навистина се стеснуваат можностите да има потреба за печатење, достава и слично. Значи, освен тоа пак ќе потврдам, значи фактурата кога ќе помине низ системот на УЈП, ќе има одредени прилагодувања на законите кои ќе пропишат нели дека фактурата мора да биде потпишана од овластено лице со дигитален потпис и тоа ја гарантира сигурноста дека фактурата е валидно издадена. и уште едно прашање, па да одиме на втората пауза за нашите пријатели. Има ли отпор од дел од компаниите за воведување на e-фактура, бидејќи основната идеја што се форсира сега дека со воведувањето на e-фактурата ќе се намали сивата економија, односно ќе се компаниите веќе тешко ќе можат да фаќаат кривини кон своите обврски кон државата, значи ќе мора да платат се кон мајка Македонија, така што чувствувате ли дека има отпор од некои компании? Може не директен, туку индиректен, туку едноставно да вршат притиск, не сега и тешко ќе не наруши ова бизнисот, не е време и така. Од сите средби со компании, значи не само со овие IT компании кои работат на изведба на софтвери, туку со даночни обврзници, значи баш постојано се поставува прашањето кога ќе се воведе, кога ќе почнеме со e-фактура, значи напротив позитивно е расположението во однос на воведувањето на e-фактура и сега можеби има некои компании што не се задоволни од што ќе се воведе такво решение, но тие не дошли да кажат гласно дека се противат. Се плашат. Бидејќи навистина ли очекувате дека ќе се намали сивата економија со оваа e-фактура? Кои се проценките дека колку ќе се подобри наплатите на даноците? Сигурна сум дека ќе има намалување на она што е прикривање на промет, бидејќи овој систем за e-фактура има можности за поврзување со царинската управа и следење на прометот што ќе влегува како увоз, ќе имаме следење на прометот што излегува надвор од земјата, значи овој систем воедно ќе овозможи следење на целокупниот промет во земјата. Да не зборувам, мислам ќе има и други бенефити системот, например, што ќе можат понатаму да се надградуваат како функционалности, например, поврзување со банките во поглед на плаќањето и кај банките, значи само да ги повлекуваат податоците за фактурата за да може да се реализира плаќањето во смисла на подготовката на оние налози за плаќање. Значи мислам дека системот на вистина ќе ги стесни можностите за избегнување на пријавувањето на прометот. Значи 1.1.2026 би било некој идеален термин за воведување на оваа e-фактура. Значи тука ќе го завршиме овој втор дел, втората третина, па ќе одиме да финишираме. Останете со нас, сега е време малце за пријателите на подкастов. Трета третина од подкастов, гостинка е Елена Петрова, првиот човек, првата даночничка во државава, Елена Петрова, значи, зборувавме за многу работи, зборувавме и за тоа што се случува во УЈП, зборувавме и за e-фактура, зборувавме за прибирање на даноците, зборувавме за повратот на ДДВ, значи имаше лепеза на прашања и доаѓаме сега до
крајот, но мене ме интересира нешто што многу ме збунува вака кога е некаде околу 10 во месецот кога ги објавувате податоците, а тоа е кои компании и физички лица должат, бројот на физички лица ги нема со име и презиме, должат кон управата на јавни приходи, односно не платиле даноци или на добивка или данок на додадена вредност, и тоа е некоде околу 5000 вакви фирми и поединци има во државава, и мене ми е нејасно како тоа се случува некој да може на државата да и должи, бидејќи ако јас и ние како граѓани и фирми должиме меѓу себе, ќе зачука на врата извршител и ќе рече ајде плаќај тоа што должиш, ако немаш да платиш ќе ти биде земено и нема да поседуваш тоа што го поседуваш. Што се случува, зошто се провлекуваат одредени компании со децени, зошто се случува и како може нон-стоп некој да должи на државата, вклучувајќи јавни претпријатија? Во однос на неплатените заостанатите даночни долгови, значи и листата на должници, ајде да почнеме прво од листата на должници, можам да кажам дека сите тие должници објавени можеме да ги поделиме на 3 категории, да речем. И еве првата категорија која што сакам да ја истакнам се такви правни лица, компании кои што иако се активни во правниот промет, постојат како регистрирани правни лица, тие всушност најверојатно не се активни деловно. И еве тоа ќе го подкрепам со бројки. Значи во последната листа на должници, објавена на 10 овој месец, има од 1976 правни лица кои што се објавени. Значи 1515 се повторуваат во 12 листи наназад цела година. Може би се повторуваат и веројатно се повторуваат и повеќе од 12 месеци. 1123 немаат вработени лица. 1738 не се ДДВ обврзници. 1833 немаат поднесен даночен биланс за 2023 година. Значи, сето тоа се индикатори дека тие компании кои не се ДДВ обврзници, немаат вработени, значи не поднесуваат даночни биланси, дека тие всушност не се деловно активни, само постојат во правниот промет и нивните долгови само се провлекуваат на листата на должници и ненаплатливи се усуштини. Значи во поглед на дел сигурно има за кој што поминал законскиот рок за наплата. Тоа е 10 години од доспевањето на долгот, толку има можност УЈП согласно Законот за даночна постапка да спроведува наплата на долговите. Дел можеме да мислиме дека се или не се наплатливи, но треба во целост да се провери можноста за наплата, бидејќи Законот за даночна постапка дава можности за наплата не само од главниот должник, туку и од други лица кои што согласно законот имаат својство на даночни гаранти. Значи и даночниот гарант е друг даночен должник кој одговара за плаќањето на долгот. И првенствено даночни гаранти се основачите и управителите на компаниите. Даночни гаранти се правни следбеници, тие кои што можеби не се јавуваат како основачи, но ја превзеле дејноста, деловниот потват на нив поминал во смисла на превземање на договори за работа, вработени, опрема и така натаму во сосема нов субјект. Тие се, дојдеме до едно прашање, ви го поставив кога се подготвувавме за подкастов. Јас, например, имам фирма X. Таа е должник кон државата и е на оваа листа на должници. После тоа отварам фирма Y, која што нема никакви допирни точки со дејноста што на фирмата X и ништо не сум преземал од нејзе, ни работници вработени, ни деловен потват, ни имот, ништо не сум преземал, тоа сум ја оставил каде што сум ја оставил и работам, например, тоа било за трговија со метал и одеднаш отворам, не знам, земјоделска задруга и работам со земјоделски производи во фирмата Y. Јас со фирмата Y си функционирам најнормално, плаќам даноци, јас сум уважен член на ова општество, сето тоа, но со фирмата X, фигурирам кај вас
Дали може ќе наплатите вие од фирмата Y и од мене затоа што должам како X или тоа не е регулирано најдобро? Значи, во примеров што го кажавте, вие како основач на првата фирма сте даночен гарант, но како основач, а не како правен следбеник. Правен следбеник како даночен гарант е компанија која што го превзела деловниот потфат на компанијата должник. Значи, оставила компанијата должник со нејзините долгови, а превзела тоа што може да се превземе, ја продолжила дејноста и може да се смета како нејзин правен следбеник и сето тоа се нормално работи кои што малку потешко се докажливи, потребна е определена постапка сето тоа да се докаже, но тоа се овластувања кои што законот и ги дава на УЈП. И УЈП мора да почне доследно да ги спроведува сите овие законски овластувања. А јас можам да кажам од искуство дека во однос на основачите и управителите како даночни гаранти во пошироката јавност, правната фела нема како да кажеме прифаќање на таа мерка и тоа овластување на УЈП. Значи се меша одговорноста на основачите и управителите во трговското работење со и се смета дека треба да се работи како што е дефинирана таа одговорност во Законот за трговски друштва, а не може да биде така, бидејќи Законот за даночна постапка е лек специјалис и на друг начин ја дефинира одговорноста на основачите и управителите. Да појасниме. Значи, у суштина би требало вие како УЈП да ме гоните, иако јас работам во фирмата Y што ја спомнав, но се што ќе ми дојде од фирмата Y како паричка, вие треба да ми ја наплатите за да подмирите долговите за моите долгови што ги имам кон фирмата X. Односно, од долговите на фирмата X за кои што основачот вие така, сте јас сум во двете основа гарант. гарант. Да. Јас сум и во двете фирми, во една работам успешно и плаќам се, супер сум си и многу ме ценат заради тоа што го работам во фирмата Y, али во фирмата X ви дојде и државна мајка Македонија парички. Сега дали го спроведува УЈП стрикно тоа, кога ќе начека некој вака фиктивно кажано господин што работи во една фирма успешно, а во другата ја заглавил кон државата, дали ги наплаќате парите или тоа некако не оди најдобро? Во последниве години УЈП почна да ја применува мерката за даночна гаранција, утврдување на основачите и управителите како даночен гарант и затоа реков токму од искуство кажувам дека во пошироката јавност, особено во правна фела, меѓу адвокати, па и со судовите имавме недоразбирање во поглед на примената на оваа мерка и мешање на одговорноста на основачите и управителите во трговското работење со одговорноста во даночното работење, што не може да биде исто. Но доследно мора да се применува и сега ако се вратиме на листата на должници, ние не можеме да ги оставиме овие 2000 правни лица за кои што имаме индикации дека веројатно не се активни деловно, не можеме одма да речеме дека нивниот долг е ненаплатив, туку треба да провериме, значи дали кои се нивните, кои се другите даночни должници, даночни гаранти, од кои што можеме да го наплатиме долгот и треба што побрзо да се започнат тие постапки и тие мерки за да бидеме сигурни дека долгот на вистина има можности за наплата или е ненаплатив и треба да се тргне од листата на должници. Сега тоа се тие компании што најчесто се повторуваат, но на листата се појавуваат од време на време и нови должници и во главном тоа се, да речеме, компании кои што одеднаш генерираат нови долгови утврдени во постапка на надворешна контрола и значи друг фактор, освен доследното применување на сите можности што ги дава законот за да се заштитат побарувањата на државата, друг фактор во поглед на овие должници е и брзото реагирање. Значи, службите во УЈП треба да бидат она што недостигаше во изминатите години, пак по моје искуство, не може да работат како силоси поделени. Кога има контрола и кога инспекторот знае дека ќе го задолжи должникот, значи веднаш треба да алармира кај колегата во наплата за да започне обезбедување на наплаќањето на долгот со воспоставување на залог, бидејќи исто така законот ни дава можности и за обезбедување, односно залог пред
присилна наплата. Значи можам да кажам дека законот доста можности ни дава и треба да се применуваат сите тие овластувања, ете тоа се тие репресивни мерки што ги споменавме, за да се наплатат долговите и на тоа активно ќе работиме. Има ли волја тоа да го направите? Да ги изчистите овие 5000? Да, значи ако сакаме да развиваме култура на даночно одговорно однесување, за да честните даночни обврзници разберат дека не паѓа на нив само товарот на оданочувањето и дека УЈП доследно си ги применува сите мерки и овластувања од законот и кон оние што не плаќаат данок, ние мораме тоа да го правиме и да го направиме. Значи, ќе ја прочистувате листата? Да. Сега се поставува прашањето веднаш да онака новинарот во мене исто така одма проработува. Дали ова прочистување ќе биде можност да се трнат некои фирми што се блиски до ВМРО да поманае, да не видат на листа? Во некој случај, затоа што прочистувањето нема да биде на, како да кажам, на некоја селекција на некој директорот или не знам, строго пропишана процедура, критериуми, спроведени постапки, нивоа на одобрување. Значи и тоа ќе се примени и во сите области на работењето, не само во делот на наплатата на долговите. Но ако дозволите, сакам да додадам уште нешто во поглед на долговите и наплатата на долговите, можеби затоа што доаѓам од тој сектор. Претходните 7 години бев во таа област. Значи сакам да истакнам дека и треба да се знае дека кога веќе доаѓаме до постапки на присилна наплата, тоа е една конфликтна зона. Таму веќе не сме со даночните обврзници советодавно, информативно, туку токму репресивно и тука, како што рекол и еден римски филозоф Паблио Сириус, малиот долг создава должник, а големиот долг создава непријател. Значи даночниот обврзник си применува заштитни мерки, гледа да го отуѓи имотот, да стави залог некој, побргу да стави залог од некој друг доверител за да државата или УЈП биде на втор ред, да го пренесе имотот на друго лице. Значи тука имаме зона на конфликт, а истовремено присилната наплата е и потешка и подолга постапка, например, еве какви состојби може да се случат. Нели, ние ќе го земеме имотот, меѓутоа треба да го впаричиме. Имаме недвижен имот каде што има сосопственици. Имаме кај физички лица наплата каде што задршката од плата може да изнесува максимум 1/3 од неговата плата и ние имаме 30 години задршки за да го наплатиме долгот. Значи не е тоа така едноставно. Колку е постар долгот, толку е помала веројатноста за наплата. Доаѓаме до самиот крај, само едно прашање уште ми останува. Гледам дека ги исцрпивме сите, односно две прашања се. Имаше проблеми околу во јавноста, односно да Државната комисија за спречување на корупцијата смета дека дел од вработените во УЈП кои што ми беа раскинати договорите, па после боја подпишаа нови договори за повисоки плати, треба нето разликата да ја враќаат. До каде оваа работа ќе се Тоа е враќа? врз основа на решение на Државниот инспекторат за труд и постапувањето на УЈП согласно мерките од тоа решение. Значи, со самото поништување на одлуката која била со формални и правни недостатоци и постапувањето по мерките, фактички ние сме во состојба дека тие вработени имаат во тој период им се исплатени повеќе плати и тие средства треба да се вратат. Меѓутоа, јас и на една пресконференција кажав дека вработените навистина не се виновни што некој е донесена таква одлука и што има такви последици, така да ние се уште сме во да речем барање на начин како тоа да го изведеме со помал товар на вработените. Имавме пуштено и барање на мислење до Државниот инспекторат за труд и ќе видиме како понатаму ќе се одвие. Значи уште не се знае дефинитивно. И последното прашање дека парите треба да се побаруваат, се знае само на кој начин и на тие работи.
прашања и треба да ги разрешиме. Последно прашање, зборувавме за реформи, зборувавме како ќе изгледа УЈП сега во наредниот период, зборувате за затегнување на работите, но една неофицијална информација до мене што дојде, а тоа е дека двајца инспектори во УЈП се распоредени на други работни во други градови по извршена инспекција во објект кој е или во собственост на одреден министер во владата или на многу близок човек на тој министер во владата, распоредени бидејќи напишале белешка дека не работи законски, дека треба да се преземе, да има казна. Од кога наредниот ден тоа стигнало и се видело за по интервенција на министерот, двајцата инспектори во управата за јавни приходи биле распределени по казна во други градови. Има ли вакви ало уште во УЈП? Прво да ви кажам дека тоа што го кажувате, дека апсолутно не е точно дека некој по основ на утврдена неправилност кај во објект на министер, мислам и прво како министер каков објект би имал. Не на близок, на Да. нешто кум така или пријател или кум многу Да. близок на министерот. Да, тоа апсолутно не е точно. А во однос на она што го кажувате како ало или ургенции, значи даночните обврзници и постојано се јавуваат. И јас тоа го гледам дури и го доживувам и на друг начин, значи кај мене се јавуваат и на секаде. Во управата се јавуваат, значи забележувам дека на даночните обврзници им треба во определени случаи и помош. Тие се јавуваат затоа што не знаат каде да се јават, кое е правото место да се јават и да ја добијат правата информација за да можат да си остварат некое право или да си исполнат некоја обврска, не можеле да поднесат, велите, системот им паднал, можда е нешто и до нивниот систем, а не до системот на УЈП и слично. Значи, многу е, да не речам, ама хаотична е целата таа ситуација во УЈП во однос на јавувањето на даночните обврзници и тука мораме исто така итно да реагираме. Мора да има само една точка за давање на информации, контакт центарот, бесплатната телефонска линија, инфомејлот. Значи, наскоро мислам да направиме кампања во која што сите даночни обврзници ќе ги упатиме, сите контакти со УЈП да си одат на на таа линија и тоа ќе биде воедно заштита и за нив да знаат дека го добиваат одговор на кој што може да му веруваат, бидејќи кога ќе се јават кај некој даночен службеник, никој не гарантира дека тоа е конзистентен и точен одговор. Добро. Значи за ургенција, ако треба само на одредени телефонски броеви кај одредени ќе има такви ли јавување ургенции, ќе поминуваат ли? Значи може да поминува само тоа што е согласно закон. Во секоја постапка, значи без оглед на за кого се однесува постапката, има закони, има процедури и има почитување на тие закони и процедури. Ако нешто не е законито, не може да поминува, а се има во редовни правни лекови во кои што некој може да си ги бара своите права. Доаѓаме до самиот крај, ова е крајот, значи да се надеваме дека управата за јавни приходи нема воидни на да ја бие гласот како што ја биеше 30 години, дека служи како алатка на власта да врши притисок врз бизнисот, за да ја финансира власта, односно политичката партија која е на власт, за да ги финансира низините дејности и сето тоа. Се надевам дека такви гласини во наредниот период нема да има. Мора да ја направиме управата за јавни приходи, значи да биде еден доверлив партнер на даночните обврзници и тука да бидеме кооперативни во собирањето на даноците. Ви благодарам многу. Благодарам. Тоа беше се гледаме на наредната епизода која е за 7 дена од сега.